Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Инфлацијата и поскапувањето ја обезвреднија платата на работникот. Успешно локализиран пожар во објект во стариот дел на градот. Свидетелствата ќе доцнат, учениците ќе ги добијат на крајот на август. Израелските туристи се враќаат во Охрид. Охридското езеро е едно од најранливите во Европа од климатските промени. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид времето претежно сончево со локална облачност и многу топло, со дневна максимална температура од 32 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро со локална облачност и се уште топло. Во петок на централна, северна, северозападна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици, локално услови за појава на невреме. Локални врнежи од дожд се можни во югоисточните делови од стариот континент. Во останатите предели на Европа претежно сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност и многу топло. Максималните дневни температури во интервал од 31 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во петок ќе преобладува претежно сончево време со локална облачност и многу топло. Попладне можни услови за локална облачност која ќе донесе локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните од 13 до 22, максималните дневни температури во Македонија утре од 30 до 38 степени Целзиусови со УВ индекс со вредност 8. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и високи температури. Попладни услови за слаб локален дожд, минималната 18, дневната 32. Во сабота претежно сончево со локална облачност и многу топло време, минималната 18, дневната 33 степени, а во недела и понеделник сончево и многу топло време, минималната 13, дневната 31 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Притисокот од инфлацијата и поскапувањето на сите производи, енергенси и деривати ја обезвредни платата на работниците, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Работникот не може да преживее со минимална плата од 18.000 денари.
Минималната синдикална потрошувачка кошница во кризата месечно се зголемува за 1300 денари. Сојузот на синдикати на Македонија не отстапува од барањето за линеарно покачување на платите за 2806 денари. ССМ продолжува со штрајк и барањето покачувањето на платите во јавниот сектор да започне од 1 јули. Велат притисокот од инфлацијата и поскапувањето на сите производи, енергенси деривати, ја обезвредни платата на работниците. Сите збориме мерки, но гледаме дека буџетот на работникот е све помал и неговата плата се обезвредува секој ден све повише и повише. Затоа апелирам, еве и денеска, да не го оштетуваме работникот, да се прифати барањето на Сојуз на синдикатите на Македонија за линеарно зголемување на платите уште утре, како би можеле да му помогнеме на работникот во оваа инфлаторна, енергетска, економска и ковид криза, за да може буквално да преживее и да екзистира во текот на годината. Работникот не може да преживее со минимална плата од 18.000 денари. Минималната синдикална потрошувачка кошница во кризата месечно се зголемува за 1300 денари. Повеќе не се издржува состојбата со 18.000 денари минимална плата. За 1300 денари е зголемена минималната синдикална потрошувачка кошничка која единствено остана Сојуз на синдикати на Македонија да ја прави и на вистина луѓето народски ќе се изразам не можат да врзат веќе крај со крај во месецот. За некој можеби тоа е смешно, но за голем дел од луѓето, по нашата статистика 112.000 луѓе што беа до вчера на 15.200 денари, а сега се на 18.000 денари, повторно не може да го преживеат месецот бидејќи енормно се покачија и цените. Анализите покажуваат дека месечно инфлацијата расте за 10%, секојдневно се продлабочува сиромаштијата. ССМ повикува владата да се откаже од непродуктивните трошоци и да работи на зголемување на платите на работниците. Брзата интервенција на територијалната противпожарна единица од Охрид спречи да се случи поголема трагедија. Денес напладне интервенирано е на опожарен објект во стариот дел на градот. Градежните зафати во центарот на Охрид и несоодветно паркираните возила го отежнаа пристапот на екипата на противпожарната единица до локацијата. Од пожарната со апел до жителите на стариот дел на градот да внимаваат каде ги оставаат возилата, зашто во оваквите моменти, кога секунди се во прашање да се спречи да се случи трагедија, најважниот услов е слободен пристап до локацијата. Денес во стариот дел на Охрид на улицата Цар Самуил во сендвичарата и пицерија Меджик, едно противпожарно возило и 4 пожарникари од територијалната противпожарна единица од Охрид навреме успеа да го ликвидираат пожарот кој многу лесно можеше да се прошири на останатите објекти. Заменик командирот на територијалната противпожарна единица од Охрид Коста Кузмановски со апел до жителите на стариот дел на градот да внимаваат каде ги оставаат возилата, зашто во вакви моменти кога секунди се во прашање да се спречи или случи трагедија, најважниот услов е слободен пристап до локацијата. И онака тесните улички многу често се зафатени со автомобили, што отежнува секаква интервенција во вакви моменти. Истите проблеми се стално, тешко се пробија до пицеријата, меѓутоа интервенцијата е завршена професионално, навремено. Па сигурно побрзо, сега временски не можам точно да ви кажам за колку побрзо, меѓутоа пријавата е примена во 11:47 минути, а екипата е вратена во 12:25 минути. Кузмановски објаснува дека во објектот била опожарена кујната, поточно еден од кујнските апарати се запалил. Во најкраток можен рок пожарот бил локализиран и ликвидиран. Ова не е прв пат противпожарната служба од градов покрај тоа да се соочува со пламените јазици, да биде приморана да ги бара и собствениците на автомобили паркирани по тесните улички, за да можат специјалните противпожарни возила да поминат и стигнат до опожарените објекти. Како што навлегуваме во туристичката сезона расте и бројот на автомобили во Охрид, а со тоа и во стариот дел на градот. Мора по теркот на реномираните туристички центри да се донесе посебен режим на сообраќај, се со цел непречен пристап на возилата на единиците за противпожарна заштита и на медицинска помош, а се со една цел безбедност на охриѓани и туристите. Министерството за образование и наука извести директорите на сите средни и основни училишта во Македонија дека годинава ќе се досни со издавањето на свидетелствата. Свидетелства во предвидениот рок ќе им се издаваат само на учениците на кои им се потребни за упис во средно и високо образование или за оние кои имаат итна потреба од други причини.
Останатите ученици годинава ќе ги добијат свидетелства дури пред почетокот на новата учебна година во месец август. Училиштата дополнително ќе бидат контактирани и известени за начинот и дистрибуцијата на свидетелствата годинава, велат од Министерството за образование и наука. Туристи од Израел повторно организирано ќе доаѓаат во Охрид. Во месеците јули и август се обновува авиоконекцијата Тел Авив-Охрид, се очекуваат по 2 чартери неделно. Израелците важат за пребирливи туристи, но и влюбеници во Охрид. Заинтересирани се за културно-историските знаменитости, црквите, историјата и природните убавини. По 2-годишна пауза на брегот на Охридското езеро се враќаат туристите од Израел. Во месеците јули и август се обновува авиоконекцијата Тел Авив-Охрид. Се очекуваат 2 чартер летови неделно. Израелците се познати по засилените мерки на обезбедување кои овие гости ги бараат, но земјава за нив е интересна туристичка дестинација. После долги преговори најавени се првите чартер летови за 2022 за јули и за август од Тел Авив за Охрид. И тоа е нешто што сега можеме да го кажеме. Веќе се потврдени и се надевам дека ќе се реализираат. И повторно ќе имаме дестинации од кои што до 2019 и 2018 година имавме раст на туристите. Очекувам 2022 година да имаме 2,5, 2,6 милиони ноќувања. Дај Боже да ја надминеме и таа бројка и да имаме четворка напред на девизниот прилив. Тогаш сме успеле многу повеќе. Израелците важат за пребирливи туристи, но и влюбеници во Охрид. Заинтересирани се за културно-историските знаменитости, црквите, историјата и природните убавини. Јас би очекувал околу 20 до 30 чартери токму во оваа сезона и се надевам дека ќе бидат повеќе, но и колку да бидат, тоа е добар сигнал дека се повеќе и повеќе се фокусираат на оваа дестинација. Ќе имаме дополнителни кружни тури со израелски туристи кои што ќе остануваат во нашата дестинација 2 до 3 дена, а со првите чартер летови се надевам дека веќе ќе почне да се сервисира во 2022 и во 2023 па и понатаму редовната линија Тел Авив-Скопје, а на тој начин ќе заокружиме дестинацијата во текот на 12 месеци. Овој туристички коридор меѓу Израел и Македонија беше возобновен во 2015 година, но прекинат во пандемијата. Пред пандемијата во текот на сезоната околу 5000 израелци летуваа на брегот на Охридското езеро. Од јавното предпријатие Водовод Охрид ги информираат граѓаните дека поради неколку интервенции на водоводната мрежа на улицата Гоце Делчев, утре 1 јули од 9 часот и 30 минути неколку часа без вода ќе бидат корисниците на улицата Гоце Делчев, на потегот од Дрвара до автокамп Андон Дуков, вклучувајќи ги и сите споредни улици од населбите Воска и Даљан. Уште една сервисна информација од јавното предпријатие Водовод Охрид. По најавите од Управата за хидрометеоролошки работи за топлотниот бран во периодот што ни предстои и поради зголемениот број на реакции од граѓани за недостиг на вода за пиење, јавното предпријатие Водовод Охрид испраќа апел до сите корисници, а посебно во селата Лескоец, Горно и Долно Лакочереј, Велгошти и Орман, да не се злоупотребува водата од водоводната мрежа за наводнување на земјоделските насади. Информираат дека продолжуваат со спроведување на акцијата за исклучување на диви приклучоци кои се забранети со закон, врз основа на што за сите утврдени иматели на див приклучок ќе биде покрената прекршочна постапка за сторено кривично дело. Охридското езеро е класифицирано како едно од најранливите во Европа на изложеноста на климатските промени. И студенчишкото блато не е поштедено. Што поскоро мора да се воспостави мониторинг што ќе даде информации за последиците на климатските промени врз биолошката разновидност и на студенчишко блато, стои во истражувањето климатските промени и отпорот на природата. Климатските промени веќе удрија и по живиот свет на Охридското езеро и студенчишкото блато. Охридското езеро е класифицирано како едно од најранливите во Европа на изложеноста на климатските промени поради неговата висока сензитивност, ниска отпорност и голема изложеност на промените на еколошките услови, а како резултат на очекуваните промени на климата. Според Ана Петровска, автор на истражувањето климатските промени и отпорот на природата, сегашната стапка на исчезнување на видови насекаде во светот е за 100 пати повисока од таа во прединдустријската ера. Исчезнувањето на некој вид неизбежно ги изложува на ризики останатите видови, а губењето на биолошката разновидност пак ќе ги забрза и промените во климата.
Неколку години поред научниците регистрираат промени во однесувањето на охридската пастрмка во периодот на мрез кој почнува подоцна од вообичаено. За доцнетото полово созревање новоендемски вид риба кој со милениуми живее во Охридското езеро според експертите се должи на глобалните климатски промени. Промените, ниската еколошка свест и недоволната заштита сериозно го загрозуваат опстанокот на охридската пастрмка. Напорите на Хидробиолошкиот завод со вештачки мрез да го одржи природниот минимум новоендемски вид риба не даваат резултат затоа што и покрај забраната за риболов рибократците продолжуваат да го пустошат езерото. Хидробиолошкиот завод уште во далечната 2010 година навестува дека Охридското езеро во кое како театар може да се наблюдуваат еволуивните процеси од пред 2 до 5 милиони години до денес е под притисок на различни дејности на човекот, но и на климатските промени. Имено покрај промените на климата езерото е изложено на испуштање на непречистени отпадни води, загадување од земјоделството и туризмот, интродуцирање на алохтони инвазивни видови и неодржливо рибарство и загуба на живеалишта. Овие промени неизбежно водат кон загуба на биолошката разновидност на нашиот најголем природен воден басен. Студенчишкото блато пак од голема важност за Охридското езеро и тоа трпи поради климатските промени. Неопходно е да се воспостави мониторинг кој ќе даде информации за последиците на климатските промени врз биолошката разновидност на Охридското езеро и на Студенчишкото блато. Во Македонија 6 од 10 најтопли години по 1951 година се случиле од 2007 до 2012, а топли бранови се забележени секоја година од 1987 до денес. Како последица на ова, голем број видови не може да се адаптираат доволно брзо на повисоките температури, зачестените суши, пожарите, бурите и ветроломите. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека вчера 29 јуни во ОВР Струга било пријавено дека на брегот на Охридското езеро, кај струшкото село Калишта, пронајдени се 2 стари гранати. Увид и обезбедување на местото извршиле полициски екипи, а подигнувањето на гранатите денеска го изврши представник на Дирекцијата за заштита и спасување. Самостојна изложба интимно понирање од авторот Трајче Чатмов. Изложбата ќе биде отворена утре, 1 јули во 20 часот во галеријата во куќата на Робевци. Ќе бидат изложени 20 на дела работени во последната година во техника акрил на платно. Слики кои досега не биле изложени и кои се продолжување на циклусот интимно понирање, но и слики со една нова колористична гама, информираат од Завод и музеј Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русија ќе одговори на влезот на Шведска и Финска во НАТО, изјави денес председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Доколку НАТО ја воспостави својата инфраструктура во Финска и Шведска по пристапувањето на овие земји во Северноатлантскиот сојуз предводен од САД, Русија ќе одговори со иста мерка, изјави денес Путин. Тој кажа дека Русија нема проблеми со Финска и Шведска, туку со Украина. Рече дека е неизбежно односите на Москва со Хелсинки и Стокхолм да се влошат поради нивното членство во НАТО. Комесарот на рускиот председател дојде еден ден по укинувањето на ветото од страна на Турција за прием на Финска и Шведска во НАТО по потпишувањето на договор во Мадрид со двете нордиски земји за заемна заштита на интересите. Земјотрес со јачина од 4,8 степени по Рихтер утринава е почувствуван во цела Босна и Херцеговина. Според информациите на Европскиот медитерански сеизмолошки центар, епицентарот на земјотресот бил на 10 километри од Широки Бриек, а земјотресот бил почувствуван во Сараево, Мостар, Широки Бриек и Зеница, како и во Макарска, Тучепи и Плоче. Во пустина во Либија пронајдени се 20 безживотни тела. Се верува дека се работи за луѓе кои се изгубиле во пустината и починале од жет. Телата ги пронашол во вторникот воzač на камион кој минувал. Пронајдени се на 320 км југозападно од Куфра и 120 км од границата со Чад. Во оваа ретко населена област летните температурите често надминуваат 40 степени Целзиусови. Две од жртвите биле идентификувани како либиски државјани, а останатите се мигранти од Чад кои побегнале во Либија. Од 2011 година, кога беше убиен Гадафи, Либија стана доминантна транзитна точка за луѓе кои бегаат од војна и сиромаштија во Африка и делови од Блискиот Исток, надевајќи се на подобар живот во Европа. За жал, многумина страдаат на патот. Германскиот канцелар Олаф Шолц пукна од смеење на прашање како членовите на групата G7 планираат да гарантираат безбедност по завршувањето на руско-украинскиот конфликт.
Постои ветување за безбедносни гаранции од Г7 за Украина по војната. Можете ли да ги прецизирате? Е прашање на новинарка до германскиот канцелар кој побара од Шолц повеќе детали за безбедносните гаранции што може да ги очекува Киев. Германскиот канцелар се насмеа. Следуваше долга драматична пауза во која новинарите очекуваа одговор од германскиот функционер, а наместо тоа Шолц одговори: "Тоа би било се." Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvma.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување.